Снимката што се појави од пожарот кој утрово се случи во сервис за возила во Пинтија ги потврдува сомнежите за намерно подметнување. На видеозаписот од безбедносните камери се гледа како едно лице со капулјача на главата истура бензин врз возилата во сервисот кој се наоѓа во населено место, а потоа и ги запали. Огромниот пламен и експлозии ги разбудило жителите на ова место, а по пристигнувањето на противпожарните бригади тие морале да бидат евакуирани од своите домови поради опасноста од поголем пожар со оглед на тоа што во возилата најверојатно имало и бензин, а гореле и гумите. Гасењето се одвиваше многу брзо и благодарение на пожарникарите тој не се прошири на околните куќи, сведочеше еден од жителите. Прво ме разбуди, ајде да речеме така, експлозија една. Непосредно по експлозијата, после кој 10 минути, а може и пократко, се не гледавме на саат, дојде полиција, тропеше на врата и ме разбуди, ме замоли фино, убаво, културно да се дислоцирам од местото ради евакуација, поради мојата безбедност. Кога излегов надвор полицата, веќе беа и моите комшии исто така разбудени и дислоцирани на посигурно место. Голем пламен, јазик, сепак тука се горени гуми, пластика и сите работи кои се, да речеме, ајде, можеби канцерогени, не знам. Сега тоа знаат експертите подобро, меѓутоа не беше баш пријатно ли за дишење. Првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, вели дека противпожарни екипи веднаш излегле на терен. Рано утрово пред 4 часот изби тежок пожар во сервис за возила пред Пинтија над Стаклара во местото наречено Каменик, во кој имало повеќе автомобили, масла и други запаливи предмети. Противпожарна бригада веднаш излезе на лице место и со 8 возила после тешка борба со огнот, пожарот беше изгаснат пред 6 часот. Премиерот Христијан Мицковски од Јагуневце истакна дека по овие настани утрово врвот на структурите на МВР заседаваше, во кое било констатирано дека биле идентификувани 20 на лица за кои постои основано сомневање дека се вмешани во пожарите. Тој истакна дека она што се појавило на снимката е доказ за тоа што го говорел деновиве, дека зад пожарите стојат некои центри на моќ во земјава и од надвор. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време, дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните пред изборите и одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите ако направите. Изминатите денови жителите на град Скопје беа вознемирени откако еден по друг се случија огромни пожари во депонијата Дрисла, па во Вардариште и во саботата гореше и во складот за електронски уреди во Трубарево. Облаци од чад се ширеа низ цел град, пошто граѓаните се жалеа дека не може да се диши. Синоќа пред 23 часот повторно беше предизвикан пожар во депонијата Дрисла, но сосема на друго место. Скопските пожарникари започнаа со гасење и 1 час подоцна пожарот беше изгаснат и затропан, со што беше спречено ширење на огнот во главнината на депонијата.